Најпрво добар ден и добре дојдовте во програмата на телевизија Кистименада. Што се случува денеска тука во ресторана Арена со вештите жени? Прво да ги поздравам сите гледачи на вашата телевизија. Денес од 10 часот па се до утре до 17 часот во ресторанот Арена се надпреварувачките за избор на вешта жена на Република Македонија и вешта жена Гран-при. Овие се две категории за кои што се надеваме дека жирито во состав од 9 члена од сите градови ќе успеат да ја изберат правилно, нормално тука ќе гласа и публиката, затоа што годинава славиме и 30 години од постоење. 30 години од постоење со корени во Тетово заслужува посебно внимание и голем интерес имаме и за следење, но и за надпреварување. Така, што подготвуваат денес тука надпреварувачките? Надпреварувачките на лице место, значи ако на општинските доаѓаат со припремено, тука на лице место ги подготвуваат сите 8 дисциплини. Сервирање, аранжирање на цвеќе, значи во категории како што се, тие 8 дисциплини и после ја формираат надпреварувачката маса. Останува жирито да ги оцени. Значи има тука дали дошле со полуготово. А најголемиот дел гледаме дека сите си доаѓаат со идеја да бидат први, но кај нас нема победени и мислам дека тоа ќе биде онака како што треба. Со тоа што значи они доаѓаат како печени, да речеме тортите, главните јадени приготвени, но целата декорација се прави овде. Добар ден и од мене. Јас сум Русанка Симјановска, од Струга иначе. Подготовките се одлични, како и секоја година. Кога се работи за жана се знае. Времето малку врнежливо, а иначе све оди како што треба. Значи, вие се подготвувате во престрет на утрешната централна манифестација, како што можам да приметам од тука, аранжирате некои аранжмани со сувоместнати производи, да. Тоа се значи за вашата надпреварувачка маса. Моментално тоа е експонат, значи тоа од организацијата кој што се работи од производи од нашите спонзори и имаме одреден временски период каде што треба да го припремиме, а иначе почнавме пред час време да ги правиме подготовките за нашите трпези. Се разбира декорацијата на главното јадење, декорацијата на десертот и комплетно аранжирањето на целата трпеза. Какви се вашите очекувања во престрет на утрешната централна манифестација? Дали може би се надевате на победа? Вака сега да ви кажам, присуството на секој од нас тука е од различни поводи. Моje лично очекување, јас сум од 2008 година, каде што подсвесно секој што оди на било каков надпревар очекува нешто. Арно ама, овде, во ова семејство, дружењето е поголема победа. Значи, денешниот ден е најголемата победа.
Најпрво, добар ден и добре дојдовте во програмата на телевизија Кис Именада. Кажете ми како течат подготовките во пресред на утрешната централна манифестација каде што ќе се одбира вешта жена на Македонија, повелете. Добар ден, почитувани. Благодарност телевизија КИС за вашето гостување на нашата манифестација републичка. Подготовките веќе започнаа пред 1 час. Се надпреваруваат 15 градови со 10-12 градови со општа категорија и 6 имаме надпреварувачки во гран-при категорија. Секоја жена се надпреварува и го представува својот град, изработувајќи ја својата маса што ја представила на општинскиот надпревар. Денес веќе истата маса ја декорира и ќе ја представува на републичкиот надпревар, подготвувајќи го главното јадење и десертот. Така, кои се вашите очекувања во пресред на утрешниот избор? Па вака, видете, во вешта жена сме сите први. Не е важно, најмалку е важно кој ќе биде прв, бидејќи секоја жена е своја приказна за себе и секоја маса носи някоја порака, нечи живот, нечија приказна во самите тие подготовки на масите, така да сите сме на некој начин први, се знаеме, се почитуваме меѓу себе во нашето едно големо семејство кое, верувајте ми, брои над 2000-3000 жени, можеби и повеќе, низ цела наша држава. Ќе се памети и ќе се раскажува дома. Затоа што денес не е обично републичко финале на вешта жена. Дочекавме и во ова лето, господово, 3 децении континуитет, 3 децении љубов, пријателство. Јубилеј со кој што почнавме, но да не должам повеќе. Ви се заблагодарувам и само со една реченица. Живеете 100 години. Ви благодарам и ще еднаш од се срце. сега и да си се изгушкате и да се честита овој убав и редок јубилеј. Дај Боже вака да се собереме и да славиме и за 80 години жана која ќе славиш и 90 и 100. Денешниот ден прославуваме јубилеј 30 години од постоење на вешта жена. Главната содржина за овие 30 години е
една огромна борба за жените да дојдат на пиедесталот каде што заслужуваат. Успеавме, почнувајќи од Тетово, 1992 година, со група жени да почнеме една приказна за која и нашето очекување не беше толку големо како што денеска се потврдува на овие средби од сите овие градови, дека жената го ужива авторитетот до таму, додека самата ќе успее да се избори. Значи, за да се дојде до 30 години постоење, тоа е една голема борба, меѓутоа у позитивен смисол. Жените остануваат на пиедесталот без разлика дали некој им ги признава или не. Резултатите се овие. Квалитетни жени, семејства огромни, со огромна љубов меѓусебна и таа љубов споделена во салата. Тоа е токму Македонија во мало. Јас ви благодарам посебно на вашава телевизија, кои ги следите сите наши активности. Денес ни е посебно драго што свеченото отварање и соработката на Вешта жена ќе биде со локалната. Нормално ќе има свечено отварање, председавачот на Советот ќе биде присутен. Нас ни се многу важни институциите кои треба да ги поддржат невладините и непартиски женски организации. Така, а конкретно околу атмосферата, каква е атмосферата, колку надпреварувачки има, дали масите се поставени? Значи, две категории се за избор на Вешта жена на Македонија учествуваат 9 надпреварувачки, а за повисоката категорија Вешта жена Гран При учествуваат 6 надпреварувачки. По пат на општински надпревари одржани од февруари па се до мај месец се избрани победниците кои се денес присутни овде. Значи, оваа година за избор на Вешта жена учествуваја 100 жени од сите градови. Значи, ова е кремот на она што мислиме дека е најквалитетно што треба да го покажат, а преку тоа и да ја споделат љубовта со сите останати. Така, а победничките како ќе се одредат? Според гласовите од жирито и од гостите? Значи, вчера тие на лице место подготвуваја, жирито си ја заврши својата работа, кај нас нема победнички, само се избира една која ќе го добие епитетот Вешта жена, иначе сите се победнички, затоа што сите подеднакво ги стимулираме. Мултикултурната и мултиетничката здружење Вешта жена. Треба многу вложување, труд и енергија за да обстои нешто вакво. Çifte çarşı gribo, nasze orobawo. Çifte çarşı gribo, nasze orobawo. Opa nina nina nai nina nanai, nina nai mino mome nina nanai. Opa nina nina nai nina nanai, nina nai mino mome nina nanai. Снагата ти, твојата снага убава, да ја гледам да пејам, описа мојата шивеја. Да ја гледам да пејам, описа мојата шивеја. Опа нина нина нај нина нај, нина нај мило моме нина нај. Опа нина нина нај нина нај, нина нај мило моме нина нај.
На маса број 2, победничката од Кичево, Ана Тодоровска. Маса број 4, вештата жена на град Прилеп, Сонја Вришковска. На маса број 5, вештата жена на град Крива Паланка, Светлана Коцевска. Маса број 6, вешта жена на гостива за 2022, Јулијана Златановска. Маса број 7, вешта жена на Кавадарци, Славица Василевски. Маса број 8, вештата жена на град Скопје, Кате Мицевска. Маса број 9, вештата жена на Виница, Кристина Димовска. Stani momenta, zaigraš, a te gledam veseljaš, činčače imo, naše uloga, činčače imo, naše uloga. Ti pešaki, ljubav čuti, ti pešaki žalom ljubav čuti, laž se na kona, prvi svojena, bajca se zna, ne može bez Гран при маса број 2, македонска каменица Јулијана Коцевска. Гран при број 3, Скопје, Петра Атанасовска. Гран при маса број 4, повторно македонска каменица, Савка Јовановска. Гран при маса број 5, Кичево Оливера Ширковска.
Гран При маса број 6, Струга Руса Симјановска. И алманах, односно монографија Вешта жена. Гостива нашата Мира Кичево. Среќо дојди тука нашата неуморна јагода Охрид Орхидеја. Орхидеја те очекуваме повели тука да ја примиш благодарницата и монографијата од Вештите жени. Ту еве доаѓа и Орхидеја. Веднаш каде е Охрид, тамо е и Струга, Наде, цирковска повели Наде и ти. Прилеп, организатор од Прилеп. Добро, додека дојде, продолжуваме. Битола. Ајде Маре, благодарница и првите примероци од монографијата. Куманово, еве виднаш тука добавија Буце. Втор град после Тетово, вика Буце, било Куманово. Следна е Македонска каменица, еве сега и благодарницата за Прилеп, Македонска каменица. Велес. Доаѓа и нашата Мира од Велес. Виница, Кристина, Јустина, од Виница, еве да ја прими благодарницата и од првите примероци на монографијата, Кавадарци. Ја поканувам организаторката од Крива Паланка да прими благодарница. Од Делчево исто така. Весна ја очекуваме да дојде. Немаат годинава тука над преварувачка, ама заедно се и него испуштаат републичкото финале на Вештите жени. И нормално градот кој што
изгради вистински македонски бренд наречен Вешта жена Тетово. Габи Габриела Димовска, и се разбира нашиот главен координатор, двигател, нашата алфа и омега, нашата председателка Снежана Стојановска-Жани. Со Петар за 3-годишно учество годинава се стекнува Снежана Милованова, молиме да дојде, Жане повели, но и исто така Анета Ѓореска од Скопје добива Пекар за 3-годишно учество и Наде Крстич надпреварувачки во Гран При и нормално како дел од жирито на Вештите жени. Според гласовите на жирито. Прво место во дисциплината сервирање. Жирито доделува на Памела Маџовска Тетово. Памела добива диплома од Вешта жена, монографија од Вешта жена и секако медаља по повод 30 годишниот јубилеј на Вешта жена. По направената дегустација, прво место за вкус на главно јадење, жирито додели на главното јадење на Ана Тодоровска од Кичево. Честитки за Ана и за неа диплома, монографија Вешта жена и медаља за 30 годишниот јубилеј. Прво место за вкус печаток, жирито додели на Марина Пешич Куманова. Честитки, диплома, монографија и медаља за Марина Пешич Куманова. Како што можете и самите да видите, преубави борби, десетки имаше на надпреварувачките наси, а прво место за декорација на десерт жирито додели на тортата на Сонја Вришковска од Прилеп. Честитки за Сонја, диплома, монографија и јубилејна медаља од Вешта жена. За сервирање, прво место жирито додели на надпреварувачката Светлана Коцевска од Крива Паланка. Навистина беше силна конкуренцијата кога се го прашање насите, мои колките, па прво место за декорација на десерт жирито додели и на тортата од Јулијана Златановска Костивар. Диплома, монографија и медал од Вешта жена. За декорација на главно јадење, жирито прво место додели на надпреварувачката Славица Василевска Кавадарци. И Славица освен дипломата, монографијата и медаљата добива и Пекар за 3-годишно учество на Вешта жена во трајна собственост. Прво место во дисциплината од печаток жирито додели на масата која подготви Кате Мицарска од Скопје. Во дисциплината сервирање, прво место според жирито освои Кристина Димовска, Вештата жена на Веница.
односно вештата девојка во нашиот случај, со оглед на младоста и годините. А инаку и писател и веќе почнала да пишува за вешта жена. Имаме и бritните години кои да пишува монографии, да издава книги за вештите жени. Продолжуваме со доделување на дипломите за Гран При над преверувачките. За сервирање, Дитка Чаблевска Кавадарци, Гран При над преверувачката од Кавадарци, Гран При маса број 1. Гран При над преверувачката од Македонска каменица, Јулијана Гоцевска, добива прво место од жири за декорација на десерт во Гран При категорија. Исто така, прво место за декорација на десерт во Гран При категоријата доби и Петра Атанасовска Скопје. За вкус на главно јадење, жирито доделува прво место на Савка Јовановска Македонска каменица. Прво место за успечаток во Гран При категорија добива Оливера Шилковска Кичева. За изработка на погача со собствено брашно, жирито доделува прво место и диплома на Руса Симјановска Гран При Струга. Ете Жана и играчи на нашите надпреварувачки, дипломите за освоени први места во поединечни категории, поеден пример фотографијата, 3 децени вешта жена и секако поеден медал кој што ги краси нивните гради, на кој што е исто испишано 30 години постоење вешта жена. Сега, ако може малку тишина ќе ве замолам, затоа што ова е всушност најважниот момент. Масата со реден број 8. Кате Мицевска Скопје. Кате повели Петар за освоено 3-то место на републичкото финале. Да чуеме кој го добива второто место. Второто место според гласањето на жирито го освои масата со реден број 3. Марина Пешич Куманово. Честитки за Марина Пешич, вештата жена на град Куманово, го добива второто место на републичкото финале. Инаку морам да кажам, бидејќи тука не е само листата, туку и бодовите, дека на вистина се работи за многу тесна разлика, бидејќи е сериозна конкуренцијата и преубави беа масите, значи близко се со поените, но дефинитивно според бодовите кои што жирито ги додели, најголем број бодови успеа да освои масата со реден број 6 на Јулијана Златановска Гостивар, вешта жена на Република Македонија за 2022 година. Победничката на градот Гостивар е воедно и победничка на 30-тото републичко финале на вешта жена. Честитки за Јулијана Златановска.
бодовите на жирито освојува Гран При масата со реден број 5 Оливера Ширгоска Кичево. Честит Виоле. Со еден бод повеќе, второто место во Гран При категоријата го добива надпреварувачката маса Гран При со реден број 2 Јулијана Гоцеска Македонска Каменица. И повторно со само еден бод разлика, а вкупно најмногу бодови од жирито, Гран При победник на републичкото финале на Вешта жена за 2022 година е Гран При масата со реден број 3 Петра Атанасова Скопје. Честитки за наградените надпреварувачки, но честитки за сите учеснички, како што веќе кажа, сите се победнички во своите градови и нивното учество и присуство на Вешта жена навистина е бесценето за сите нас. Значи, јас сум Петра Атанасовска, иначе учествував на манифестацијата 30 годишнина од постоење на Вешта жена. Сум многу среќна и оваа година учествувам во категорија за сребрен медал прва година, значи Гран При, и сум пресреќна што го освоив повторно првото место. 2018 година го освоив бронзениот медал и бе прогласена исто за републичка Вешта жена на Гран При.